Зеленски бара меѓународна истрага за војниот транспортер на Русија кој што се сруши, во кој што загинаа многу луѓе. Впрочем, загинаа сите патници. Ова е дел од настаните кои што се случуваат во светот. Се некако лошо во последно време кога зборуваме за светските настани. Војна кога е све лошо, нормално нема тука нешто што може да изненадува. Воени действија, падна авион, руски транспортен авион вчера, Илјушин, во кој загинаа сите 74 патници, односно 65 украински војни заробеници кои биле разменети или требале да се разменат за ослободување на руски заробеници. Значи летал и паднал од засега непознати причини. Едно од тезите е дека бил урнат од страна на украинците погрешка, друга теза е дека русите го урнале погрешка и трета, која е најверојатна, е технички дефект. Во него, значи, ќе потсетам, 74 загинати, 65 војници заробени украински и колку му доаѓаат 9 руски членови на екипажот и војници. Се направи голема тензија околу тога. Русија денеска баре на седница на Советот за безбедност и нормално сега како што тоа секогаш оди, Русија обвинува Украина, Украина обвинува Русија. Едно е сигурно, некој дел од овие 65 украински заробеници веќе биле разменети и си оделе дома практично, што прави поголема трагедија и го нарушува тој баланс меѓу на таа некоја каква таква иницијатива да се разменуваат затвореници, да не седат во воени затвореници, да не седат во затвори и да се прават нови човечки трагедии, меѓутоа и овој мал обид на некакво подобрување еве заврши вака трагично како што заврши, но повторно ќе подкрепам констатацијата, војна е таму, летаат авиони, дронови, ракети, артилериски гранати, така да малку фали да се направи оваква грешка. Дали ќе дознаеме кој изгрешил, не знам, бидејќи не е веќе ни важно, важно е дека е урнат авионот. Значи има три опции, едната е украинците го урнале, другата русите го урнале, третата е технички дефект. Сега Советот за безбедност на Обединетите нации по барање на Русија сака да докаже дека украинците наводно намерно го урнале тој воен авион, со цел да испадне дека еве украинските заробеници ги урнала Русија за да се одмазди за тоа што се случува таму за војна, така да едно сигурно трагедија, 74 војници луѓе да загинат во еден миг е голема трагедија. Одеса одново нападната утринава и повторно имаме жртви таму. Па тоа е она во контекст на тоа дека изминатите денови беше стрелано врз главниот град Киев, врз вториот по големина град Харков и сега третиот по големина град и стратешката воена пристаниште Одеса. Сите тие три града резултат прво на одмаздата на Русија за нападите на Украина врз руска територија пред се Воронеж и Белгород, кои ги стрелаат многу често. И втора работа која можеби и е поважна, тоа е дали е можеби ова навестување на нова стратегија на Русија да ги насочи нападите и евентуално да ги освои овие градови. Повторно ќе потсетам, познато е дека Харков се наоѓа во близина на границата со Русија и таму живее мнозинско руско население и е право чудо што и до сега не беше освоен, ако се земе во предвид дека е толку блиску, а ако го освојат Харков, потоа правецот кон Киев им е отворен. Од друга страна, Одеса е многу важна доколку ја освои хипотетички Русија, доколку сака и може, сега тоа не можеме да го преюдицираме, ако ја освои Одеса, и во Одеса има мнозинско руско население, ќе потсетам, ако ја освои Одеса, Украина практично првен ќе изгуби стратешка пристаниште и второ, Украина практично ќе стане континентална држава, бидејќи со губењето на Мариупол пред година и пол, веќе не излегува на Азовското море, а сега нема да излегува ни на Црното море, што ќе го изгуби аргументот како држава и за идно, нели, евентуално НАТО членство. Каква е релацијата помеѓу САД и Иран? САД и Ирак? Да. Па ќе потсетам во САД по онаа инвазија 2003 кога како аргумент дека
тогашниот режим на Ирак и Садам Хусейн ги поддржувале Ал-Каеда, кој па го направи оној терористички напад 2001 врз кулите Близночки и Пентагон. Беше покрената воена инвазија, односно британско-американска. Таму го урна, нели, режимот, ке подсетам, го окупира Ирак, но пред некоја година почна да ги намалуваат бројот на војниците за да се повлечат целосно од Ирак, но како тоа го прават големите армии пред се Соединетите Американски држави, под повлекувањето целосно не се подразбира дека и вистина нема војници таму. Таму има една воена база, според некои информации, официјално има 2500 војници и тие имаат за задача да ја обучуваат идната ирачката армија после Садам Хусейн, нели, која дојде и демократската као власт, како што тие нарекуваат, да ја обучуваат таа армија и да помага во сузбивањето на исламската држава, која изминатите години имаше голем напредок и големи зверства правеше, а сега нешто не ја спомнуваат. Не знам зашто се работи, но ќе видиме тоа дали е тоа само медиумски извештај или можеби исламската држава дефинитивно е десеткувана, па не постои. Во секој случај Ирак сега бара од Соединетите Американски држави да се повлече и овие 2500 војници. Има многу аргументи. Еден од аргументите е дека САД изминативе денови стрелаше врз ирачка територија под образложение дека таму има некоја појава на некои терористички групи, кои пак се ставени во контекст на војната во Газа, бидејќи Ирак, ќе подсетам, мнозинско, иако е сунитска власт, таму има мнозинско шиитско население, особено оној дел јужен, кај што е градот Басра и каде што има најголеми наоѓалишта на нафта, па така Ирак, нели, може да се експлоатира од страна на големите сили. И сега проблемот цел е што таму стрела американците и британците изминатите денови под образложение дека едното образложение беше дека има појава на исламска држава, другото образложение е дека оттаму токму доаѓа поддршка за палестинци под раководство на Иран, ќе подсетам и повторно ќе кажам, шиитски милиции во Ирак. Иран е шиитска држава, главен спонзор на тие шиитски милиции, а од трета страна Хамас добива поддршка токму од Иран. И сега Ирак бара тоа од американците, ќе видиме како ќе завршат тие преговори. Јас лично не верувам дека САД и Британија ќе повлечат воени бази од Ирак, бидејќи тоа е стратешка област, има многу нафта, на крајот на краиштата Блискиот исток е во фокусот на интересот на геостратегијата на Вашингтон и Лондон, но ајде да видиме како ќе завршат овие преговори. Дали е ова само еден обид на владата во Багдад нешто да направи или е можеби некој PR трик, тоа ќе видиме на наредниот период. Министерството за надворешни работи на Ирак добило некое важно писмо. Дали во меѓувреме се дозна за какво писмо станува збори, од каде го добило? Јас обично имам мое мислење за тие важни писма државни и геостратешки во медиуми кои ќе излезат, не им верувам лично. Ако е толку важно, сигурно нема до медиумите да излезе, а што ќе се соопшти, ќе видиме наредниот период, а и не знам што би било толку важно. Се знае дека Соединетите Американски држави речисни сигурно нема да се повлечат од тој дел. Таму, бидејќи тие имаат војни бази низ целиот свет, токму таму каде што имаат интерес, потреба и договор со државите. Сега, овие договори со Багдад, како ќе завршат, колку таа власт во Багдад може да ја застапува целиот ирачки интерес, тоа ќе видиме на наредниот период. Да, имам уште кратко време, дали може би има уште нешто важно што може да се каже? Па, она што е најважно е дека Израел продолжува војната во Газа. Имавме изминативе денови, нели, под лупа е ставена политиката на Нетањаху, за неја вчера зборувавме. Нетањаху вчера се сретна со незадоволните роднини на киднапираните од Хамас и тој се вадеше и во медиумите излезе, се вадеше пред нив дека практично целиот проблем е во посредувањето на Катар. Ќе подсетам, Катар имаше мировна иницијатива која во декември минатата година успеа дури едно неделно примирие да направи. Катар како арапска држава ги застапуваше интересите на палестинците, бидејќи Израел не ќе со нив директно да преговара, односно на Хамас, не на палестинците, се извинувам, и го застапуваа Хамас и се обидоа да дојде до прекин на огнот, а сега Нетањаху токму ги посочи мировниците од Катар дека се главните виновници зошто овие
киднапирани се уште не се на слобода, на некој начин оценете дека се вади, дека префрла вина на друг. Катар денеска реагираше, изјавија дека се згрозени од изјавите на Нетањаху, бидејќи тие нешто се обидуваат да направат, а Нетањаху само гледа како да ја продолжи војната. Благодарам, Андоновик, што јутринава беше заедно со нас. Во продолжение одиме со нашиот прв гостин за денеска почитувани. Подсетувам за некои што подосна се вклучуваат, магистер Никица Бачовски, директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделство и рурален развој. Со него ќе разговара колешката Весна Дамчевска. Бидете на Слободен печат.